А кај нас, овие копуциве на власт секој ден не изненадуваат со такви вести, што комотно може да влезат во рубриката верувале или не. Еве, на пример, академски прашувам, кој е овде луд? Овие со сила не прават будали. Глумат некој панамериканизам што го нема ни во Америка. Само лудаци може да седат спокојно на толку бомбардирање со глупости. И да ви кажам, малку ни е. Македонскиот народ има проблем со кубурот уште откако се осознал како народ. За некој, тоа осознавање било пред некој 3000 години, а за некој од 1945-та. Случајно, едниве и другиве имаат проблем со кубурот. Само не знам како овие од 45-та имале проблем со кубурот, кога истиот бил истиснат од пиштолот уште пред Првата светска војна во 1914 година. Ама они ќе речат, и во времето на Александар немало кубури, затоа ние и не потекнуваме од него. Управо сте, немало кубури, а и преку кубуров што немало, бе. Ма не знам што треба да се случи за да посегнеме по кубурот. Нели онака символично? Не дај Боже, никогаш јас не сум повикол на пукање. Мислам, не дај Боже, Боже пази, Боже пази. Мислам, не затоа што ја не поддржувам, туку затоа што може да ми се фатат за кубуров, бе, па да ме обвинат за хушкач, за недемократ, за хомофоб и за сите оние NGO квалификации на оние што ги коментирам и критикувам. Па чудна сорта сме ние. Ние кубурот го оставаме во друга заменска форма. Нас се не боли кубурот за се. Абе, преку кубурот ни од политика, шо кубур барам ја сега на гласање, овие кубури изгледа си играат со мене, ама па шо ги ставам на кубуров? Некако кубурот и неговото вадење ко манијак во парк ни е криво за се. Барем манијаков во парк е доволно луд, ќе го извади кубурот и мислам, ама ние си го чуваме кубурот во гаќи, зарđан, импотентен, неподмачкан, неупотреблив, мек ко душа. Само пуна уста ни е со кубурот. Со него се закануваме, со него ги пукаме сите ни цовки, со него ги частиме сите оние цуци што возат на лентата лево, а даваат трепкач за десно. Јаки сме ко кубурот на Црна Арапина од видеата на Вивид, а смркнати ко јапонска цреша под пилата на Шилегов. Нашиот кубур е неупотреблив. Тоа е само легенда на која лажно ги учиме децата. Нит го вадиме, нит го употребуваме. Ние сме зависници од кубур. А ако се наведеме, а тоа го правиме многу често, го добиваме кубурот на едно темно место. Кубурот сака наведнати, обожава, смкнати со погледот долу кои се лигават и клечат, а он ке си се намести таму каде што сте најотворени. Кубур ко кубур. Сака да биде добро заденат во чакширите, за да не испука без потреба. Зошто тогаш прави белја? Кубурот е наменет за храбри луѓе, за војни и воинки кои знаат кои се и кога ќе го извадат и кога ќе ти го вперат во челото, така ќе ти го вперат, за да ти се стресат и гаќите и мртвите, но 5-6 генерации наназад. Па кога ќе ти биде вперен кубурот, ќе треба да се помолиш за сите гревови што си му ги скривил на овој народ, знаејќи дека кога си се родил, тогаш некој го излел куршумот во кубурот со твоето име и дека кога тогаш ќе се сретнете и нема веќе да има трте мрте. Има само трте. Македонија. Време е да се исправиш и да го извадиш кубурот.